Стадион. Емисија за вашата вистина. Сања Раđenović Јовановиќ, архитект, главен и одговорен уредник на Порта 3. Имаме на линија. Сања, добар ден. Ме слушате ли? Да, ве слушам. Прашам веднаш како фела, архитекти, градежни инженери, постојано, револтирано реагирате, апелирате. Чи тоа константно го правите, ама како што излегува работата, ретко кој ве слуша. Значи реагирате против урбаниот хаос, против непрофесионалното градење, против аматерското градење, против урбана мафија. Сакам да ве прашам, во што е проблемот? Фелата ваша го прави тоа што го прави на најдобар можен начин. Каде затајува работата? Во инспекциите, контролите, па некој го прави тоа кој што има допирни врски со вашата фела. Или нема врска тоа е бизнис. Повелете. Добар ден на сите слушатели на вашите гости во емисија. Па проблемот е на повеќе нивоа. Нашата професија секако не може да се амнестира од одговорност, бидејќи тие луѓе кои што работат на проектирање на изведба, секако дека се наши колеги. Проблеми постојат милион и ниту еден проблем не се решава систематски. Ние лекциите никако да ги научиме. Нас не се случија повеќе несреќи. Не велам дека несреќи не се случуваат и на други места во светот, но кај нас несреќите се случуваат буквално поради недоволно, правилно и стручно реализирани работите. Така ни се случи Стајковци, така ни се случи несреќата со автобусот на Турмотурс, така ни се случуваат пожарите за кои што некој друг треба да дојде да ни ги помага, и ова последново што се случи е вистински хорор. Јас не сакам да шпекулирам и не можам да тврдам, бидејќи не знам каква била состојбата тамо, но објектот сите видовме дека недозволиво брзо изгоре. Дали е поради што се случи тоа, јас не би можела да кажам, но едно е сигурно, не дојде некој да го полее со бензин за он да изгори толку брзо. Постојат некаде технички пропусти, веројатно тоа истрагата ќе ги утврди и најавите се дека ќе ни ги соопштат на сите. Овие предупредувања, може ли уште еднаш да ги кажете? Зборуваме за стандарди на градење. Не почитување на тие стандарди. Зборуваме од аспект противпожарен. Сега тоа е битно, меѓутоа има и многу други аспекти. Да не зборуваме, да не ја шириме приказната сообраќајни решенија, паркинзи, корисен простор, зеленило и така натаму и така натаму. Да се фокусираме на ова. Значи, проблемот со децении нашата професија се бори за квалитетно урбанистичко проектирање, до кое што никако, ама буквално никако не можеме да стигнеме, затоа што урбанизмот се сведува на лични интереси на поединците, тоа се инвеститорите и собствениците на локациите, кои што во тоа гледаат не свој начин на живот, него едноставно добиваат профит, и тоа е над јавниот интерес. Кога збориме за јавен интерес, јас не зборам само за паркови и зеленило за децата, него зборуваме за безбедност на сите корисници на тој простор. Во урбанистичките планови имаме сериозен проблем со пристап на пожарни возила, со пристап на амбулантни возила, со евакуација, и не сакам да кобам, ама не дај Боже, ова што не се случи во Тетово, во секој момент може да не се случи на било кое друго место. Кај нас постојат и закони, стандарди и правилници, ама тоа е се мртво слово на хартија. Кај нас системите, правилниците за противпожар се строги и се доста висок критериум, да не речам и со повисок од европските стандарди. А овдека се работи за болница која што во сушност е дел од клинички центар. Тоа е терцијална здравствена заштита, да не речам најголемата здравствена заштита во државата. Што се поседувал тој или не поседувал тој објект, ја не можам да знам, но секако дека панелите кои што се користеле на фасада морале да бидат огнеотпорни со 2 часа огнеотпорност, исполнат со минерална волна. Потребен е систем за заштита од атмосферски празнења, односно громобранска инсталација,
автоматско откривање и јавување на пожари, систем за автоматско откривање и гасење на пожар, панични светла, мерење концентрација на токсични експлозивни смеси и алармирање за нивно прекумерно дозволени концентрација, дека знаеме дека објект за болни од корона има големо количество на кислород кој што е многу запалив. Систем за известување на вработените и на корисниците на објектот за настан на пожар и надворешна и внатрешна хидрантска мрежа. Дали ја имало или немало, јас не знам, и секако рачни преносни апарати и персоналот обучен да научи да знае да ги користи. Во овакви типови на објекти исто така неопходно е да има и сектори за секторирање поради пожар до 50 квадратни метри, над 50 квадратни метри, со противпожарни зидови помеѓу, со врати за евакуација кои што ќе се отвараат на надвори, кои што ќе имаат автоматско кочење во правецот на отварање. Дали сето тоа било применето во овој објект, јас не знам ни пристапот на објектот. Објекти од ваков тип мораат да имаат и пристап за пожарно возило со ширина на улица од 3,5 метра, толку е пристапот во еден смер, зборам пожарно возило од сите 4 страни од објектот, или улица од 6 метра ако е двосмерно движењето. Што од ова го имало на лицу места во Тетово, јас не би можела да кажам, но ова се стандарди кои што се клучни и важни за безбедноста на корисниците на објектот. Знаете, кога се поставуваат стандарди за противпожарна заштита, објектите се колатерална штета. Се работи за заштита на животите на луѓето, што во нашиот случај, за жал, не успеавме да ги заштитиме. Прашам, имаше, следите вие тоа, вашиот аспект на интерес и на работа. Во Италија пред многу години, во Турција имаше земјотреси, зградите се рушија како кули од карти. Па во Турција се откри дека ставале пластични шишиња во зидовите. Во Италија сите стари згради останале, тие новите паднале како кули од карти. Меѓутоа таму веднаш после тоа што се случило, сите кои што биле и надзор, кои што биле и изведувачи биле уапсени, додека траја да истрагат. После тоа најголем дел од нив добил казни на 6 години затвор поединечно. Ај таа процедура да ја објасниме. Надзор, изведувач, надзорот треба да биде клучен и главен, не попустив, така? Сите треба да бидат непопустливи. Значи треба изведувачот стручно да ја врши, односно работата почнува од проектот. Проектот треба да биде испланиран и испроектиран по сите можни стандарди. Тој проект подлежи потоа на ревизија, ревидентите исто така се одговорни за грешките и пропустите во објектот, во проектот, кои што треба да ги алармираат и проектантот да постапи по нив. Кога ќе заврши таа процедура, проектите одат на одобрување во локалната самоуправа и во сите институции кои што се надлежни за да изготват и да дадат мислења, меѓу другото и дирекцијата за заштита и спасување. Потоа изведувачот, инвеститорот ангажира изведувач кој што нели го плаќа, ангажира и надзор кој што исто така е платен од изведувачот, кој што надзор гарантира дека изведувачот ќе го спроведе се она што е предвидено и планирано со проектот. И таа е процедурата. На крај тоа кога се завршува објектот, се прави технички прием. Кај нас, за жал, порано технички прием се правеше на многу повисоко ниво, покрај изведувачот и надзорот беа вклучени и општините и независна куќа со инженери, архитекти од останатите фази, кои што го прима или не го прима објектот. Денеска законот вели дека технички прием може да извршат комисија составена од тројца. Тие тројца се инвеститорот, изведувачот и надзорот. Всушност, они сами себе си прават технички прием, односно инвеститорот си прави технички прием сам на себе, бидејќи инвеститорот е тој што ги ангажира и што ги плаќа и надзорот и изведувачот. Во овој случај дали било така, не знам. Некаде слушнав или прочитав во врска со објектот во Тетово дека имала објектот дозвола и на технички прием присутен и представник од
дирекцијата за заштита и спасување, не можам тоа да тврдам дали е така, се надевам дека е така, но во инженерството работите се екзактни и техничките грешки многу лесно се докажуваат и доколку ги има, секако дека некој мора да сноси одговорност за она што се случило. Недозволиво е више од несносување на одговорност, ние се доведовме во ваква ситуација. Па ние видовме дека се случи автобуска несреќа со лажни документи за технички прием. И на крај на криштата документите може да ќе ги поседуваат сите, но треба некој суштински да види дали тоа што го има на хартија е спроведено и на дело. Да. За крај само, како се решава тој конфликт, кој што може да биде и креативен и продуктивен меѓу инвеститорот, архитектот и градежниот инженер? Во нашиот случај секојаш победува инвеститорот. И како е на запад? Во тој футуристички аспект кој што е се подоминантен, се користат нови материјали, еколошки, разгадливи, не знам, лаички зборувам, меѓутоа тоа вие го следите. Како се направи тој баланс, например? Како ќе се направи тој баланс во модерна градба во која што се користат модерни материјали, технолошки? Материјалите дали се модерни или се класични, е најмал проблем. Работата е да ги задоволуваат стандардите и да бидат по сите закони кои што се на функција во нашата држава. И законите, и државата, и локалната, и централна власт се тие што ги контролираат и се проверуваат дали е све според закон. И само на тој начин ќе се контролираат инвеститорите. А кај нас инвеститорот, за жал, е над законот и затоа му е дозволено се. Во развиениот свет, доколку имате инвеститор кој што имал пропусти и грешки на кои му се случуваат несреќи со објектите што ги градел, тој инвеститор веќе никогаш нема да гради. А кај нас градежните фирми се формираат преку ноќ. Преку ноќ се формираат буквално затоа што добиваат работи на јавна набавка и преку ноќ стануваат фирми. Ние за жал нас градежништвото со водоцени во распад, ние големи градежни фирми какви што веќе имавме, веќе немаме. Имаме мали градежни фирми, мали проектантски бироа составени од неколку луѓе и традиција и континуитет на кадар кој што се создава и се формира во една компанија нас очајно ни недостачува. И тој проблем како стануваат објекти, кога се објектите посложени и каде што се стандардите повисоки, е се повеќе и повеќе изразен, како што ни се случува со автопатот на кај Охрид, како што ни се случува со обиколницата, така сега ни се случи со еден многу едноставен објект кој што единствено што мораше да исполни се стандардите за безбедност на неговите корисници. Сања Аргеновиќ Јовановиќ, архитект, главен и одговорен уредник на Порта 3. Благодарам за гостувањето. Стадион. Емисија за вашата вистина.